Благодарам, почитуван председателе. Колега Ковачевски, гледам инсистирате да не говориме дека овој закон е популистички, но јас цврсто стојам на ставот дека е популистички, затоа што и со книжулето со кое што мафтавте одговорница за кое што велевте дека е вашата изборна програма за 2011 година, во која што вие сте ја предвиделе оваа мерка за земјоделците не ви веруваат и затоа не ве гласаа. Затоа што, како што кажа и моите колеги, а и јас ви тврдам, ви гарантирам, знаете ли зошто, почитуван колега Ковачевски? Затоа што најголем дел од земјоделците во Република Македонија се токму оние луѓе кои што вие ги оставивте без работа. Имам многу пријатели, имам многу луѓе од мојот регион од каде што доаѓам, дури има семејства кои што останале без работа во еден ден, па сега се многу успешни земјоделци благодарејќи на мерките кои што ги превзема владата на ВМРО-ДПМН и сите мерки кои што се во областа на земјоделието. Почитуван колега, иако знам дека нема да се сложите со мене, разликата е очигледна. 5 милиона евра субвенции дававте кога вие бевте на власт и тоа од немајкаде, а сега се 150 милиони евра. Вие велите дека ќе дадете 160 милиона и тоа се разликувате во бројките. Еден ваш колега кажа 40, Заев кажа во Битола, не знам, 80. Дајте договорете се помеѓу себе, веќе кога ја пишувате програмата на СДСМ, ако веќе на вистина ќе излезете со програма, а не со трачеви, тогаш треба да имате една сериозна, издржана програма која што ќе допре до земјоделците. И еве јас сосема накратко ќе се задржам до конкретните негативни страни кои што ги предлагате со овој предлог закон. Имено, како вие, доколку горивото се доделува во зависност од површината на обработливото земјиште, почитуван колега, секоја култура има различна потреба за колку пати треба да биде обработена земјата. Врз основа на што, одговорете ми, СДСМ има одредено дека земјоделецот ќе има право само на 2 пати да ја обработува земјата, истата површина. Врз основа на кои анализи вие тоа го направивте? И со тоа дополнително покажувате дека е тотално несериозен и популистички предизборен маркетинг овој ваш предлог закон. Ви благодарам.